Драги гледачи, спортски поздрав од студиото на Ирис телевизија и добродојдовте во фудбалскиот свет на третата лига група Исток. На програмата во изминатиот викенд беа надпреварите од редовното 28 коло, во кој камерата на Ирис телевизија беше на градскиот стадион во Пекчево на средбата Кит Го Напредок Здраве Радово. Екипа која е формирана во 1980 година и која во својата фудбалска историја нема постигнато некои позначајни резултати. Моментално на табелата се наоѓа на 7-то место со 33 освоени бодови. Екипата на домаќинот Кит Го се наоѓа на 5-то место со 48 освоени бодови. За екипата на Кит Го Пекчево ова е последен надпревар во оваа сезона од едноставна причина што во последните две кола ќе бидат слободни. Имено, поред откажувањето на екипите на фудбалски клуб Баби и на Конче Берлик, сите екипи во оваа група во две кола се слободни. За денешниот надпревар тренерот на Кит Го Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Иван Колев, број 5 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Ангел Зафиров, број 8 Дарко Алексовски, број 9 Андреј Симевски кој воедно е капитен на екипата, број 16 Бобан Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски, број 20 Владко Стојанов и со број 21 Мартин Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 13 Тамер Јамаковски, број 3 Стојанче Стојанов, број 15 Мики Жежов и со број 22 Никола Тонев. Тренерот на Напредок Здраве Радово Ристо Стојанов се реши за следниот состав. Со број 1 Живко Здравков, број 2 Петар Иванов, број 3 Георгиј Георгиев, број 4 Петар Митев, број 6 Борче Манавски, број 8 Александар Георгиев, капитен на екипата, број 10 Ване Новков, број 11 Љубомир Јанич, број 15 Томе Митров, број 16 Трајче Иванов и со број 22 Горан Вргов. На клупата за резервни фудбалери се со број 23 Киро Дрвашанов и со број 28 Мартин Георгиевски. Главен судија на надпреварот е Крумислав Георгиев, а помошници се Сашко Иванов и Кристијан Џонов, сите од Штип. Контролор на овој надпревар е Тони Манчев од Штип, а делегат Јоже Јевтимов од Тишиново. Инаку да споменем и тоа дека за помошникот Сашко Иванов, ова ќе биде последен надпревар во богатата кариера, бидејќи според правилата ја исполнува старосната граница и ова е негово збогување во судискиот дрес. Првиот центар тргна на домашните играчи, кои се со бели дресови, и знаејќи дека ова им е последно издание пред своите симпатизери, уште од стартот тргна моште жестоко. Акцијата започна од Колев, кој го преигра Денковски, бекот на домашните ја продолжи кон Симевски, кој ја пропушти топката, а Алексовски шутира силно, но стативата беше сојузник на голманот на Напредок Живко Здравков. Втората шанса домаќините има во 6-та минута, кога Денковски и Зафиров одлично проиграа, за да Зафиров шутира, но и овај пат стативата беше сојузник на гостинскиот голман. Во 80-та минута Мартин Димовски изведе вистинска атракција, но во завршницата беше непрецизен и шутираше над голот. Гостите од Радово првиот шут кон голот на Кит Го го има дури во 55-та минута, кога Георгиј Георгиев шутираше на голот на Стојан Богдановски, кој пак беше добро поставен и одбрани и свали топката во првиот и единствениот корнер за гостите. Колку за подсетување, на овој надпревар играчите на Кит Го изведоа 8 корнери. Во текот на целиот надпревар се играше на половината на Напредок Здраве Радово, со постојано атакување и вистинска канонада од шутеви кон голот на Здравков. Од нив дури 10 завршија во мрежата на гостинскиот голман, но да одиме поред. Се играше 4-та минута, кога Денковски од десно нафарни пред голот на Напредок, невнимателен беше капитенот Георгиев, а неговата грешка искористи Андреј Симевски, кој ја тресе мрежата за водство на Кит Го од 1:0. Ајде, Андреј, ајде! Ajde, sedmita ne imamo, ajde.
Андрей Симиски во 33-та минута беше стрелец на вториот гол за Кидго, откако распале од далечина и го совлада немокиот Здравко за водство на Кидго од 2:0. Пиши 35-30 клуба само. Дайте по студена, бе, че ви кажа. Аха. Во 38-та минута веќе беше 3:0 за домакините од Пекчево со гол што го постигна Дарко Алексовски по одличната асистенција на Мартин Стојанов. Која минута? 38-20. Во 43-та минута судијата Крумислав Ѓорѓиев покажа на белата точка, откако Димовски беше срушен од Ѓорѓиев, а сигурен реализатор на најстрогата казна беше самиот Мартин Димовски за водство на Кидго Пекчево од 4:0, резултат со кој се отиде на одмор. На полувремето гледачите на трибините ги разгалија најмладите членови на пионерските школи на екипата на Кидго Пекчево, со кои работат тренерите Стојан Станоевски и Маријанчо Тодоровски. За миг теренот го запоседна и дел од свој раскошен талент прикажа како вертира за оно што во Пекчево започна да се реализира и дај Боже наскоро некој од нив да зачука и на вратите на македонските респектабилни екипи. Домене се тренерите на пионерските екипи кои што еве го започнаа животот во екипата на Кидго Пекчево. Стојан Станоевски, збор 2 за ова новоформирана генерација, колку дети има, на која возрастна категорија, еве, кои се плановите за понатаму? Добар ден, поздрав на гледачите на Ирис телевизија. Еве, тука сме денеска на последниот надпревар кој го играше екипата на Кидго во Пекчево. Нашите дечиња настапија ревијално на полувремето. За нив еден, така да кажам, голем предизвик беше што излегува заедно со своите идоли, фудбалерите на Кидго и противничките фудбалери, заедно држејќи се за рака. Беа бурно поздравени од домашната публика. На полувремето направивме фудбалски надпревар на 2 голчиња, генерации 2007-2008 и генерација 2005 и 2006. Еве збор 2 и за Маријанчо Тодоровски, збор 2 за овие прекрасни моменти, би рекол историски моменти. Некако екипата на Кидго се враќа на фудбалската карта на Македонија, а формирањето на вакви пионерски екипи секако годи. Да, пред се еве и од мене добар ден за сите гледачи на телевизија Ирис. Збор 2, да кажам и јас, почнавме со дечињата, секако по играњето на постарите фудбалери. Направивме, како што рече колегата Стојанчо, помеѓу нив дечињата. Да кажам дека ова што го работиме, го правиме
од срце, љубов и го правиме за сите нас тука што сме. Благодарност до дечињата што доаѓаат, што не слушаат, што ги работат работи што треба да ги прават, што ги поставуваме ние двајцата. И сакам да кажам со едно за понатаму да биде се добро и за сите дечиња во иднина. Мило ова гледка кои гледаме овие деци во копачки, во опрема, дресови, што ќе рече дека спонзорот Кирил Гогов мисли на се. Да, благодарение до него пред се највеќе и за опрема што децата сега ја носат. Се гледа позади нас дека се опремени со се и тоа кажува се. Јас мислам дека еви се гледа и на ТВ екраните дека дечињата се опремени со како што треба. Становевски, значи ли тоа дека еден ден од овие дечиња ќе се изроди некој талент, игравте и вие за Брегалница и ваш коментар, ќе има ли таленти? Па ние имаме дечиња од 2000-та до 2008, па имаме и некои дечиња 2009 година. Значи ги имаме уфатено сите генерации. Се уште работиме, ги селектираме дечињата, повикото отворено за сите талентирани дечиња кои сакаат да се приклучат на фудбалската школа од град Пехчево, општина Пехчево и поширок општина Берово и околните села. Мислам дека во најскоро време има талентирани дечиња и ќе промовираме некои млади фудбалеричиња кои би играле во првата екипа на ФК Китго, па и пошироко во регионот. И јас знае се секојаш сакам од Пехчево да има играч во Штипска Брегалница. Колку се вкупно на број и силно ме интересира дали сите се од Пехчево? Па моментално сите се од Пехчево, имаме околу 60 дечиња и сега со Маријанчево, Тодорски треба да одиме еден ден таму да селектираме дечиња во село Црник. Таму има многу талентирани деца. Бевме еден ден, видовме, има дечиња од роми, има од турска националност, има македонци и така. Пошто Црник е мултиетнично село. Јас ви благодарам, дај Боже, еве еден ден да дојдеме и да видиме некои од овие дечки да ги бранат воите на повозрастните категории. Благодарам уште еднаш и успешна работа. Во вториот дел тренерот на Китго Пехчево, Трајче Сенево, игра ги уфали со број 15 Мики Жежов и со број 3 Стојанче Стојанов на местото на Владко Стојанов и на Иван Колев. Ефикасната игра на домашните играчи продолжи по само 5 минути игра. Се играше 50-та минута, кога по одличната асистенција на Мартин Димовски, капитенот Андреј Симески го постигнува својот трет гол за хет-трик и завостави неговата екипа 5:0. Не мина ниту 3 минути, а веќе беше 6:0. Стрелец беше повторно Андреј Симески во нему познат стил со лоп удар ги изненади голманот Здравков, пресејќи ја неговата мрежа по четврти пат да донесе напревар, откако одлично беше проигран од Тиквешанац. Маестралниот Дарко Алексовски беше стрелец на голот во 56-та минута по одличната акција на Мартин Димовски за веќе убедливо воскрес 7:0. Алексовски и Димовски постојано беа во центарот на вниманието со своите браворузни акции кои носеа вистинска паника во гостинските редови.
Во 62-та минута одигра филигрански Точио, а Мартин Димовски со правилно поденесени лишански справи стрелаше за резултатот 8:0. Иако сите голови има своја драж и своја убавина, сепак вистинскиот шлахфор гледачите во Пекчево го доживеаја во 69-та минута. Мартин Димовски по кој знае кој пат центрираше пред голот на Здравков, а Ангел Зафиров во вистински бразилски елемент, атрактивно со ножички просто ја закова топката во мрежата на Напредно здраве Радово за веќе катастрофални 9:0 за екипата на Кидго Пекчево. Еврогол на Ангел Зафиров, кој сигурно заслужува место во фудбалските учебници и како реализација и особено преку моќно атрактивниот излив на радост кон своите омилени симпатизери. Конечниот резултат Кидго Пекчево Напредно здраве Радово 10:0 беше поставен во 80-та минута со гол што го постигна Мартин Стојанов како круна на вистинскиот слалом по гостинските одбранбени редови и ефектното надбодрување на гостинскиот голман. Се на се, одличен фудбалски надпревар, зачинет со 10 прекрасни голови, како награда на играчите на Кидго за своите верни симпатизери во Пекчево. Андреј Симевски со денес постигнатите 4 голови, вкупно има постигнато 17 голови. Дарко Лесовски има 16 постигнати голови, а во врвот на голгетарската листа е и Мартин Димовски со 12 постигнати голови. Мора да се истакне мощно коректниот и фер однос на играчите на двете екипи, која возможи одлична свирка на штипската судиска тројка на чело со Крумислав Ѓорѓиев, кој покажа само еден жол картон и тоа поради невнимателна игра на Мики Жежов. Номеро 8. Пеле Неймар, Дарко Лесовски, честитки за победата. Последно коло би рекол, одигравте за кејф за гледачите во Пекчево. Да, ова е една атрактивна утакмица. Изиграме за гледачите. Последно коло за нас и останаващите две кола изиграме одлично, со голови, со шанси, атрактивни потези имаше и така. Гледачите видат 10 голови, имаше 2 стативи, многу шанси. Имаше на листата 14 голови и денеска плюс 4, така? Не. Или 2? Да, денес потредно 2, Андреј Симевски даде 4. Значи, двајцата на чело сме најдобри стрелци у Кидго, со Андреј Симевски. Се надеваме на наредната сезона дека ќе бидеме уште подобри, уште поуспешни. Надеваме се на тоа втора лига. Вие овде во Кидго дојдовте од Каменица Саса, значи во ова полусезона. Ај накратко да ги запознаеме со гледачите за историскиот патот на кариерата на Дарко Лесовски. Мојата кариера започнала од школата на Брегалница. Беше у Белград 4 години, БСК Борча и Синџелич. Беше Миравци, Брегалница, Осогово, Баби, ФК Баби, Каменица Саса и сега последно е у Кидго. Имаше излети во Модриче? Да, беше у Босна Модриче 6 месеца. Ништо таму кратко траеше се тоа. Збор 2 и за ова атмосфера. Спонзорот Кирил Гогов ќе почива него за ова другарство кое што краси, кое што плени и нуди некои поволни игри за натаму. Голема благодарност до нашиот газда Кирил Гогов. Кирил се труди да ни помогне со сите можни начини. Значи, ние даваме се од себе. Резултатот е тоа, играчко кадар е тај. Имаме одлични услови, тренираме у Штип, доаѓаме тука карантини. Понатаму, како ќе тече патот, фудбалскиот пат за Дарко? Тоа никош не се знае. Ќе видиме. Надеваме се за тука, али ако има подобри понуди, нормално дека тоа ќе се реши. За сега сте на 5-то место, има некои шанси за втора лига, но сето тоа ќе покаже времето. Да, не зависи од нас. Што беше до нас на првиме, сега чекаме од другите. Зависи што ќе бидат другите резултати, таа котизација кој ќе прикаже таму и тоа. Дарко, во име на гледачите на Ирис телевизија, ние подготвуваме репортажи, јас ти благодарам.
ти честитам на прекрасните голови, потези, се гледа дека со труд, со мерак го играш фудбалот и еве ти посакувам успешна кариера и понатаму. Фала многу. Јас тоа ќе го вратам на некој начин со добри игри, голови, асистенции и така. Поздрав до гледачите на Ирис телевизија. Фала, пријатно. Ел Ниньо, Андреј Симески, голгетер во екипата, реков еве, имаше 12 и сега 4, 16 голови. Честитки за играта, честитки за головите, за сите оние мајстори кои што ги направи во текот на ова сезона колку што е нашата друштво. За гледачите и Ирис телевизија да го проследиме патот на Андреј Симески. Кој е возраст, од кога започна да игра со фудбал и каде беше се досега? Јас сум 97 генерација, значи 20 години и потекнал од Пехчо, кај што го започнав фудбалскиот живот, овде во поранешниот напредок, сега Кидго. Тука го започнав фудбалот, потоа отидов во Штип, таму во Астибо, кој што сега не постои исто така, па сега исто се вратив тука во Кидго да го продолжам тоа што го почнав. Да посочиме некои од тренерите, бидејќи вака, како стас, како техника, како нюх, мирис за постигување на голови, кој е заслужен за тоа? Заслужни за тоа се моите тренери, што најпрво од фудбалската школа на ФК Напредок беше Стојанчо Станоевски, кој не подучуваше кога беме помали. Потоа беше исто така тука кога се формираше ФК Кидго Илија Сасански, што сега не е тренер моментално, и Трајче Сенев, голема благодарност до него, што преку него не може да се изведе тоа. Оно што е краси играта на Кидго се прекрасните акции. Се осеќа едно перфектно другарство. За една полусезона, бидејќи некој играч ќе дојде во овој пролетниот дел, ми се чини како да делувате како да играте со години. Се знаете во душата и во срцето. Па тоа е најбитно, другарството во екипата. Мислам дека со другарството ќе можеме сите да напреднуваме. И тоа е, значи сите сме од прилика на исти години. Па мислам дека до тоа се сложуваме сите. Добро е во екипата да има другарство и слога. Тоа е најбитно пред се. Па потоа фудбалски начин ќе се надокнадиме, ќе се надигруваме со сите противници кој да биде. Па здрави живи, другата сезона се надеваме во втора лига. До сега имавме интервјуа со службени лица, со тренери, со гледачи, со бивши играчи. Сите кажуваат дека во третата фудбалска лига Исток се игра недобри фудбал. Твој коментар, ти ги знаеш подобро, бидејќи не е една сезона да го руеме, ти си веќе цела сезона овде. Да. Па мислам дека третата лига Исток е најквалитетна, една од најквалитетните, па ако не е најквалитетна. Мислам дека некои екипи, повеќето екипи може да се носат во втора лига слободно, до тоа шесто место горе да бидат. Тука има многу квалитетни играчи што порано биле во Брегалница и во други екипи во прва лига, во странство не е тоа. И сега што ги завршуваат полека кариерите во третите лиги. Оно што радува и подобрување на условите. Насекаде каде што бевме, еве, сведоци сме на ова што се случи овде во Пекчево, прекрасен терен. Уредени, модерно уредени собликувални трибина, со столчиња се подготвуваат и јавни тоалети, што ќе рече дека имате идеални услови, а тоа одлика скоро во сите места кај што бевме. Значи ли тоа дека полека но сигурно овие респектабилни екипи од овие градови од Истокот се враќаат на фудбалската карта на Македонија? Па да, тоа се гледа и на самите гостувања каде одиме. Мислам дека почнува еве фудбалот полека да расте и во Истокот. Порано не е било така, сега еве имаме прекрасни услови и каде што отидовме сите екипи почнуваат така да прават. И мислам дека ќе биде другата сезона уште подобро и се надеваме на тоа. Зборот за ова прекрасна дружба на овие мали дечиња? Па се надевам дека ќе имаме наследници и ние сепак старееме, па можеби во други екипи ќе продолжиме, не се знае тоа никогаш. Здрави живи, едно тек почнуваме на кариерата, се надеваме дека некои од овие млади дечиња ќе дојдат на тоа место дека сега сме ние, па здрави живи да играат во поголеми лиги, во прва лига. Головите се одлика, што ќе порачате на гледачите на Ирис телевизија кои што еве со нетрпение ги очекуваат овие репортажи? Па на гледачите на телевизија Ирис им препорачувам да ја гледаат телевизијата Ирис, бидејќи се добри, што ја пратат трета лига Исток, бидејќи друга телевизија не верувам дека прати тоа и тоа е. Јас ти благодарам, посакувам успешна кариера и многу голови. Благодарам и на вас. Се гледаме наредната сезона. Браво. Еве ги комплетните резултати од ова 28 коло.
Овчеполе Малеш 4:2, Китго Пекчево, Напредок Здраве Радово 10:0, Брегалница Голак, Слог 1934 2:3, Осогово Каменица Саса 0:1, Тиверија Плачковица 0:8 и Работник Ѓумаилија Беласица 0:2. Табела. Екипата на Беласица е на првото место со 70 бодови, втора е Плачковица со 63, трето место Осогово 57, на четврто место Каменица Саса има 55, пето место со Китго Пекчево со 51, шесто место Овчеполе 45, седмо место Напредок Здраве Радово 33, следува Василева на 8 место со 28, девето место Брегалница Голак 27, 10 место Малеш 25, Слог 1934 и Тиверија на 11-тото и 12-тото место имаат по 21 бод, но екипата од Виница има подобра гол разлика. 13-то место Рудар 1947 20 бодови и на последното 14-тото место екипата на Работник Ѓумаилија со 18 освоени бодови. Благодарам за вниманието, драги гледачи, останете со здравје и уживајте во репортажите на Ирис телевизија. Пријатно!